Средношколците од гимназијата Љупчо Сантов учествуваа на повеќе регионални и државни надпревари во текот на овој месец. По тој повод директорот на средното општинско училиште денеска организираше свечен коктел со цел да им ги честита постигнатите успеси на учениците кои успешно го представи училиштето во скоро сите области. Кошаркарскиот тим под менторство на професор Мијалчо Апостолов на 8 мај учествуваа на гимназијадата во Охрид, од каде се вратија со освоено второ место. Па задоволен сум и тоа сум многу задоволен, затоа што моментално во нашиот град нема ни една женска кошаркарска екипа која се надпреварува во некој од лигите. Девојчињата макотрпно работеа 4 месеци. Пред се сакам исто така да заблагодарам на управата на училиштето, на директорот на нашето училиште и на останатите колеги кои ни овозможија да се добро спремиме и да го направиме овој успех. Тренинзите беа напорни, доста вложивме труд, сме задоволни со третото место и ова ми е прва година како учествувам. На регионалниот надпревар во женски фудбал кој се одржа на 28 април, ученичките под менторство на професорката Весна Стојановска го освоија првото место и ќе учествуваат на гимназијадата која ќе се одржи во Охрид. Освоивме прво место, но сепак поради некои од фудбалерките кои што отидоа на екскурзија немавме можност да настапуваме на гимназијадата, но сепак сме задоволни и со ова. На 17 мај во Скопје ќе се одржи државен надпревар по спелинг би, на кој ќе учествуваат и ученици од гимназијата Љупчо Сантов, а исто така се вратија и учениците кои учествуваа на регионалниот надпревар по англиски јазик кој се одржа во Штип. Па не беше тешко, значи претходно ги имавме листите каде што ги пишуваше зборовите, не требаше да ги научиме и да ги спелуваме. Понатаму од областа на биологија и хемија, учениците под менторство на професорката Зора Чурева учествуваа на регионалниот надпревар по биологија и хемија, од кој се вратија со освоени високи места и учества на државни надпревари. Учениците работеа, вложија труд, им се исплати трудот и продолжуваме натаму во сабота на државен надпревар, каде секој се надева на поголем успех, меѓутоа како и да е, ние сме задоволни од това досегашното. На тој надпревар јас освоив прво место и така се пласирав на државниот надпревар кој ќе се одржи сега во сабота во Скопје. Минатата сабота се надпреварував во опсегот на хемија за втора година во гимназијата Славчо Стојменски во Штип, каде што го здобив првото место и исто така се здобив и учество на државниот надпревар по хемија кој ќе се одржи на 25 мај во Институтот по хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Подготовките за надпреварот се интензивни, се спремаме со задачите и прашањата, се надеваме на добар пласман. И од областа на математиката ученикот Душан Зашев го освои второто место и ќе продолжи да учествува на Олимпијадата. Беше прекрасно искуство за мене и задачите беа тешки, но потребна е добра подготовка. Се на се учениците од ово училиште покажаа голем успех и достојно го представи училиштето, со што се закитија со повеќе пофалници, благодарници и секако многу знаења. Покрај сите овие освоени места на 16 мај, учениците ќе учествуваат на националниот атлетски крос кој ќе се одржи во Скопје. И под менторство на професорката Валентина Симеонова, ученичката Сара Стојкова на државниот надпревар по француска шансона го освои третото место.